повлекуваат еден куп символи за кои што можевме да размислуваме. Така што тие бои постепено се претворија во слики. Тие слики не натераа некако да почнеме да правиме што поинтензивно видеозаписи. Веќе имаме на 5 песни видеозапис, сега ќе ни излезе на последната боја Тиркис, последниот видеозапис. Интересно, да, еве неколку од насловите: Пурпурна, Чоколада, Пендолира, Сребрена, Сенка и така натаму. Така што се што оваа боја може да и која топлина или љубов или што може да повлече со себе е опишана и опејана. Интересен процес беше, во секој случај. Кога се зборува за музичката група Баклава, има еден епитет исклучителен. Квалитет не само препознаен кај нас, туку и надвор границите на нашата земја. Пошто овој четврти албум се разликува од претходните? Или која е онаа нишка која што можеби па ги поврзува сите? Така. Па во принцип сите се и слични и различни, да. Се некој континуитет. Секако како созреваме и ни се менува и музичкиот израз. Специфичен е по тоа што учествуваат голем број на соработници и бендот е доста проширен. Ако бевме символ на четворка, сега таа четворка е намножена, прогресира. Така што имаме многу убави инструменти на албумот. Имаме канон, чело, бас-гитара, тапани, потоа труба, армоника, кларинет, саксофон и така натаму и сите тие луѓе, ајде ќе зборувам после за концертот, меѓутоа ќе се најдат и на концертната промоција. Ете, тоа е нешто што го прави албумот специфичен и секако песните една од друга се разликуваат многу исто така. Имаат различен призвук, така што сакаме да работиме со различни звуци, со различен стил на песни. Морам да прашам на страна од инструменталниот дел, кога станува збор за строфите, она што е интересно дека има и понека строфа на турски, влашки, хрватски. Па да, самата мелодија инспирира и некаков стих на некаков јазик, така што ете конкретно во Пурпурна, на големо задоволство во дел од песната се наоѓа влашкиот јазик. Прекрасно звучи. Баш би сакала да го научам, ако имам прилика. Да, влашката е Пурпурна, Тиркис е турска, Сенка е со латински стихови и така. Ете, самите бои кажуваат каков стих и каков јазик им лежи. Пред да те прашам што ќе се случува на сцената на кино Фросина, ајде за тоа како се снимаше албумот, каде се снимаше албумот? Албумот се снимаше во многу долг период. Се снимаше во повеќе студија. Работевме со Тино Скендеровски, со Мите Тралала, со Дарко Пацки, со Ивица Одалшар и така натаму, да не заборавам. Не долг списокот, ќе ми треба ливче како твоето. Така што, да, интересно беше да се работи со многу продуценти и сето тоа да се направи во една целина не е лесна работа, меѓутоа цврст беше концептот, така што не само што преживеа сето тоа, него туку и добро звучи. Во моментов ја гледаме вашата соработка со Дарко Рундек, одлично музичко парче. Како помина самата соработка? Како поминавте на снимањето, како беше дружењето? Прекрасно. Вака, со пеперутки во стомакот. Прекрасно со Дарко е искуството воопшто да имаш средба со него, да разговара со него е преубаво само по себе. Прекрасен човек, професионалец, тоа знаеме, не треба зборуваме за големината на Дарко Рундек, меѓутоа тоа што прифати, што му се допадна и песната и да ја испее и да се работи и да дојде од Франција и од Хрватска за снимањето на спотот. Беше големо задоволство за нас, огромна среќа. Така.
така помина. Тоа е и потврда за тоа колку сте квалитетни. Пак ќе кажам. Па на некој начин е голема потврда. Голем ветер во грб. Так. Ајде сега, Елена, да кажеме што ќе се случува точно на сцената на 28. Ќе имате и гости. Така. Па пред се идејата ни е да ги изведеме 13 композиции кои што се наоѓаат на албумот. Ова ќе биде прва званична концертна промоција. Го очекуваме LP-то. Секој момент да стигне, се надеваме дека ќе стигне, ако не стигне ќе биде смешно, меѓутоа тоа е. Некои работи веќе не зависат од нас, така што ќе има и CD и LP на самата промоција. Сме 9 луѓе на сцена, постојано музицираме. Гостини се Супер Хикс, така што имаме направено некои композиции со нив. Чоколада ни се наоѓа на албумот, меѓутоа ќе ги видиме и во соработка со некои други песни, исто така ќе изведат дел од нивниот репертоар. Ете, тоа би било. Ќе има и визуелни различни играње со светлината и со боите, што ми е особено драго. Ете, тоа е од прилика. Ќе биде специјален концерт, ќе биде посебен. Одамна не сме имале во Скопје концерт и одамна не сме промовирале албум секако. Така, тоа ми. Така, во секој случај не треба да кажеме се, треба сите да појдат на концертот и да видат што точно ќе има на сцената во Кино Фросина во Младинскиот културен центар. Ќе се уште едно кратко прашање за LP-то, односно за винил изданието. Говорете македонски, јас барем имам врска тоа да го правам. Особена радост е за музичар кога ќе се најде музиката што се создава на винил издание. Па да, тоа е навистина голема радост и навистина го чекаме со нетрпение. Ова ќе ни биде прво винил издание, така што... Да, тука би го спомнала и Нерсес, нашиот дизајнер на омотот. Прекрасна беше соработката со него, добивме визуелен производ убав, кој што се надам дека ова LP ќе се најде па и на ѕидовите како украс во многу станови и куки. Одлично изгледа, и за луѓе кои што немаат можност да слушаат винил, ќе имаат можност да го вкусат со очите. Така, апсолутно дизајнот е феноменален. Елена, на крајот од разговорот ќе ми остане сите да ги поканиме на концерт на 28. Билетите може да ги набават на билетарницата во Младинскиот културен центар и онлайн може да го направат. Истото се разбира. Што по концертот? Ќе одмарате малку или? Па нема одмарање. Нема одмарање. Подготуваме и видеа за други песни. Еве, најверојатно ќе го снимаме видеото со Чоколада со Супер Хикс. Наскоро, тоест ќе бидеме и дел од програмата на Офест на 4 јуни, е закажено. И подготвуваме и други концерти за септември и така натаму. Секако летото ќе го фатиме со некакви турнеи и по Македонија и по светот, надежно. Така, тоа е во принцип. Так. Во секој случај, секогаш кога ќе имате слободно време, ние сме тука да ве поканиме, да ни информирате за сето она кое што ќе го ми е задоволство да бидам во оваа куќа. Елена, благодарам многу за разговорот. Кажав на почетокот, исклучително чест и задоволство. Јас ќе кажам 28 февруари сите на концерт во Кино Фросина во Младинскиот културен центар. Баклава има концертна промоција на четвртиот албум насловен Четврка. Во продолжение музика од Баклава, така и најдобро да го заокружиме овој дел. Уживајте.